Екипите од долниот дел на табелата во Суперлигата или практично екипите кои ќе се надпреваруваат во плеаутот одлучила немаат многу засилување, односно да им се дава шанса на младите ракометари од сопствените школи. Ракометниот клуб Пролетот Скопје информираше дека Доне Мајнов е именуван за нов тренер, а прито од клубот заминале Марко Мишевски, Стефан Јовевски и Марко Трајковски. Како што информираат од Скопскиот Суперлигаш, клубот одлучи да не ангажира нови ракометари зимава. Односно, одлуката е дека е вистински момент да им се даде шанса на делот од помладите играчи да се истакнат во сениорскиот ракомет. Радовиш засега без официјални засилувања. Клубот се раздели со тројца ракометари, а сега шанса им се дава на играчи од својата школа. Односно, во клубот уште кон крајот на есенскиот дел беа вклучени неколку млади ракометари, а сега тој број ќе се зголеми за пролетниот дел. Строго исто така ќе им дава шанса на играчите од својата школа, а клубот остана без искусните Стефан Атанасовски и голмот Александар Ѓуркивик, а додека пак клубот го врати кружниот напаѓач Дарио Симоновски како ново засилување. Во тимот ќе се вклучат и помлади ракометари кои ќе добиваат шанса. Покрај овие три екипи во плеаутот ќе настапи Куманово, кој пак за нов тренер го доби Александар Радосавлевик. Во плеаутот исто така ќе бидат и двете екипи кои ќе излезат од трката за место во плеофот. Пролетниот дел од шампионатот започнува на 7 февруари, а ќе бидат одиграни уште 4 кола од регуларниот дел, пошто ќе се формира плеофот и плеаутот.